Американскиот председател Доналд Трамп интензивно учествува во изборната кампања за Конгресот во обид да ги придобие гласовите за републиканците. Анкетите за јавното мислење покажуваат дека демократите ќе успеат да освојат уште 23 места, што им се потребни за да имаат мнозинство во представничкиот дом на Конгресот на Соединетите држави. Тоа пак им овозможи да задушат законодавната агенда на Трамп и да заострат контролата врз неговата администрација. Републиканците пак се насочени кон тоа да го задржат своето мало мнозинство во Сенатот, во моментов на 2 места, што ќе им дозволи да задржат моќта при изборот на Врховниот суд и врз другите судски номинации. Трамп изјави дека во текот на оваа кампања тој се фокусирал врз Сенатот. I think we're going to do well in the House, but as you know, my primary focus has been on the Senate, and I think we're doing really well in the Senate. If you look at Изјави early Трамп напуштајќи ја returns, Белата куќа за да учествува на 2 изборни митинга во Џорџија и Тенеси. Во последната фаза на кампањата Трамп ја зголеми својата реторика за имиграцијата и некои културни прашања, вклучувајќи предупредување за караваните на мигранти кои се упатија кон границата на Мексико со Соединетите држави. Во изборната кампања од страна на демократите интензивно се вклучи и поранешниот председател Барак Обама. Тој во Чикаго, потсетувајќи се на 10 годишнината од како беше избран за председател, наведе дека се гласа за карактерот на земјата. You get to vote in what might be the most important election of our lifetimes, maybe more important than 2008. Because America's at a crossroads right now. There is a contest of ideas going on right now about who we are and what kind of country we are going to be. Според изборниот проект на Универзитетот во Флорида, кој го следи одзивот на гласачите, до неделата скоро 34,4 милиони луѓе предвремено гласа. Тоа е за 67% повеќе од предвремените гласови во текот на целата 2014 година, односно претходните избори за представничкиот дом и Сенатот.